Многу приказни, а еден повод. Овој пат станува збор за Касапското оро, кое што само во архивите на Македонската радиотелевизија е снимено со над 100 различни изведувачи во над 500 различни аудио и видео записи. И секој од тие изведувачи му дава посебна нијанса, своја, креативна, и секој од таквите изведувачи ја продолжува приказната за траењето на Касапското оро. Во следниве минути, токму за Касапското оро, со Благојче Трајковски и Ангел Ќосев. Јас уште кога знам за себе, сум во обкружување со македонската музичка традиција. На се она што значи песни и ора испеани од нашите легендарни интерпретатори. Благодарение на татко ми јас успеав уште од тие најмали нозе некако да влезам во тој македонски музички извор и еве до ден денешен да не излезам воопшто. Едноставно, македонската традиционална музика представува непресушен извор, меѓутоа во она вистинска смисла. Значи, непресушен извор, можам тоа да го потврдам затоа што еве толку години сум дел од македонската музика, толку години истражувам, копам по се она што значи минато во нашата музика и ни од далеку не можам да видам дека сум стигнал до некаков крај. Веќе кога навлегов во моите професионални музички води, почнав онака подетално, стручно, аналитички да ги согледувам сите тие остварувања кои што нашите легендарни дејци ги остварувале низ годините наназад. Почнувајќи од инструменталната музика, тргнувајќи од легендарните инструменталисти како што се Тале Огненовски, Кочо Петровски, Иван Терзиев, Пеце Атанасовски, па и нивните, да речам, следбеници и современици, почнувајќи од господинот Благојат Десковски, кој што ја имаше таа среќа да фати, би рекол, две генерации на музичари, и тој е една личност кој представува еден мост од таа, би рекол, постара генерација, па ја спои новата генерација на инструменталисти. Слушајќи ја музиката на сите тие легендарни инструменталисти, правев навистина темелни анализи за нивната способност, за нивното знаење, нивната креативна смисла. Од една страна анализирајќи го нивниот интерпретаторски дел, а од друга страна темелно анализирајќи го оној авторски дел кој што навистина на моменти е малку и чуден, заради тоа што сите тие луѓе работеле, твореле во едно друго време, по-специфично време, по-тешко време за развој. Образованието го немале во себе, биле генерално самоуки инструменталисти и следејќи нивната музика, анализирајќи ги нивните теми создадени од нив како авторско дело, навистина се доаѓа до едни информации кои што ни даваат до знаење дека се работи навистина за едни сериозни гениалци. Ќе тргнам еве од музиката на господинот Тале Огненовски, слушајќи ги, анализирајќи ги тие неколку легендарни негови теми, почнувајќи од не знам, брусничко оро, пиперково оро, пелистерско оро, невенино оро. Тие се едни теми кои што до ден денес представуваат една, како да кажеме, една свежина во македонската музика. Секогаш ме обзема чувството на
оптимизам, чувството на среќа и како да кажам една ведра мисла дека ние секако благодарение на таа култура и традиција од секоја гледна точка обстојуваме и не можеме да останеме не можеме да останеме некако во сенка. По старата генерација морам да ги споменам и господинот Ангел Нанчевски и господинот Николај Галевски, кои што за мене представуваат еден темел, столб на современата македонска традиционална музика. Столбот на македонската музика изведена од инструменти кои што не се од наше потекло. Значи, изворните инструменти си го направија своето што си го направија, меѓутоа во тој еден поствоен период западноевропската култура завладеа, некако завзеде еден посериозен замав, дојдоа на сила, да речам, инструментите од типот на хармоника, кларинет, флейта, гитара и некако македонската музика, како и целокупната балканска музика си доби една друга физиономија, една друга боја, едно поинакво чувство. Господинот Ангел Нанчевски заедно со господинот Николај Галевски постави еден темел, сериозен темел, врз кој што сите следбеници после нив, вклучувајќи ме и мене како современ музичар кој што го трасира својот професионален пат по водите на македонската традиционална музика, едноставно сите ние градиме врз тој столб кој што го создале тие луѓе. Едноставно се формирал тој народен оркестар во македонската радиотелевизија кој што бил навистина играл една клучна улога во целокупниот развој на тој дел од културата. Жалосно е што тоа го нема, но едноставно јас не жалам што сега го нема толку затоа што тоа што го оставиле тие луѓе во тоа време е навистина многу обемно, за да може човек и три пати да го живее животот, едноставно може бесконечно да учи нешто од сето тоа. Денешното време е малку поспецифично, носи едни други ветрови, едни други влијанија, владе генерално една поинаква атмосфера кога се работи за културата и традицијата. Тоа не е искуство само кај нас, зборувам на македонско тло, едноставно целиот Балкан, како едно сериозно културно-музичко поднебје, да речам, се соочува со иста проблематика заради современиот начин на живот и целокупната динамика која што ја носи животот. Јас многу пати споменувам и со учениците и студентите кога разговараме и во класичната музика, кога ги слушаме делата на големите мајстори, можеме, слушајќи го делото, да добиеме впечаток во кое време, во каква атмосфера е создадено делото. Дали се работело за некој воен период, дали се работело за некаква криза општествена или нешто друго. Едноставно самата музика ќе ни го овозможи тоа чувство да можеме да видиме во каков период се случувало тоа. Кога ја слушам музиката на нашиве творци во полето на македонската традиционална музика, можам да осетам една леснотија, една многу позитивна енергија, можам да осетам една ведрина и едно расположение кое што верувам дека навистина владеело тогаш и било навистина сето тоа позитивно што се случувало тогаш било навистина една сериозна причина за инспиративност и за да добијат идеи онакви какви што добиле за да ги создадат тие легендарни дела. Од друга страна, ова современие мене не ми нуди некоја инспиративност таква, за да можам да се чувствувам така,
зборувам како креатор на музика. Но слушајќи ја таа музика од тоа време, добивам една сериозна инспирација, добивам една сериозна духовна и емотивна состојба, за да можам да се стабилизирам во она што значи креирање на македонската музика и некако сето тоа чувство кое што денес јас го имаме секако предизвикано само од таа музика создадена во тоа време. Секако нема да помине разговора да не ги споменам и современиците кои што навистина многу придонеле во македонската народна музика. Пред се би го споменал Стојан Трајковски, мојот татко како кларинетист, како наследник на Тале Огненовски и човекот кој што е првиот академски музичар кој што го донесува македонскиот традиционален мелос во вистинска смисла во етерот. Зборувам. Никако не смеам да го прескокнам и господинот Милан Завков, кој што ја донесе хармониката до едно сосема друго, по-сериозно ниво, како инструмент кој што навистина придонесува во нашава музичка култура. Едноставно, за мене лично, тие двајца луѓе представуваат едно сериозно значење за мене, едноставно за подсврсто да газам во она што значи мое време и во она што значи мој генерален придонес во ова што го работам. Пред малку го споменав името на господинот Тале Огненовски, кој представува столб на оне традиционален македонски кларинетизам. Човек кој што остави зад себе еден сериозен продукт кој што за нас сите помладите, сите оние луѓе кои што почнале да се занимаваат со музика после него и со свирење на кларинет, секако представува едно сериозно задолжение, една одговорност во се она што значи чување и развивање на сето она што тој го создал како столб. Татко ми беше од многумина ставен на пиедесталот веднаш до Тале Огненовски како негов наследник на се она што значи македонска традиционална музика за кларинет. Најверојатно заради таа битолска школа, да речам, која што тој ја постави, па ние ја наследивме. И секако господинот Тале Огненовски ми е фигурата која што едноставно ми ги постави и моите темели за мојот музички развој во полето на традиционалната музика. Драго ми е што еве оваа година неговото име многу често се споменува, затоа што оваа година е јубилејна година за него, се слават 100 години од неговото раѓање. Па сето тоа што значи јубилеј поврзано со неговиот лик и дело, за мене представуваше еден предизвик да посветам малку повеќе внимание кон него како лик, кон неговото дело, односно да го испочитувам овој јубилеј со нешто кое што ќе остане како документи оставен од моја страна. Па така ја искреирав, ја создадов монографијата посветена на неговиот лик и дело, кое што ја промовиравме во рамките на Илинденски денови оваа година. Во текот на месец јули посветивме една вечер, една прекрасна вечер во чест негова, во чест на македонската традиционална музика за кларинет, заедно со Центарот за култура како организатори на целокупниот фестивал. Дадовме едно внимание, ја создадовме оваа монографија каде што се наоѓаат податоци за неговиот животен пат, за неговиот професионален пат и секако успеав од стручен аспект да оддадам уште, да речам уште едно внимание, односно да нотирам 59 негови авторски ора,
сето тоа да го склопам фино, професионално, така направено на високо ниво, за едноставно за сите оние кои што ја сакаат, ја почитуваат македонската музика, кои што сакаат да научат нешто повеќе за македонската музика, едноставно тој производ да им послужи на сите оние кои што сакаат да бидат дел од македонската традиционална музика. Тоа го осеќав пред се како обврска моја лична, како семејна обврска, да кажам, и едноставно некако си го исполнив тој предизвик да оддадам јавно да оддадам почит кон ликот и делото на господинот Талјо Огненовски. Генерално можам да кажам дека многумина од македонските кларинетисти уште на самиот почеток се откажале од изведбата, интерпретацијата на тие ора, затоа што се навистина многу специфични, бараат многу посветеност и пред се бараат многу зрелост кога е во прашање целокупниот развој на инструменталистот. Можеби баш затоа што се чувствував под наводници незрел во тоа време за да си земам таков предизвик да ги снимам тие легендарни ора. Од време на време во некои гостувања, во некои концертни изданија успевам да вметнам нешто од неговата музика, меѓутоа сега во овој нареден период се чувствувам зрел и ќе посветам неколку студиски снимки, ќе ги оставам како документ, се со цел да покажам дека неговата музика се уште живее, дека таа музика е столбот во нашиот македонски кларинетизам. Низ годините наназад сум обработил неколку народни ора кои што не се авторски на господинот Талјо Огненовски, меѓутоа се изведени како прва изведба, оригинална изведба од него, меѓу тие неколку ора кои што ги имав изведено низ годиниве назад е и касапското оро, кое што представува еден белег не само на македонскава традиција, туку едноставно на целокупната балканска традиција, затоа што е една карактеристична, препознатлива тема која што многу брзо се памти и едноставно не може да остави равнодушен ни еден слушател. Во изминатите 15 години јас направив 3 преработки на тоа касапско оро. Првата преработка ја направив во 2008 година за потребите на мојот прв солистички албум, заедно со другарите од група Фонтана. Го изведивме тоа во една класична, би рекол, форма, да се запазат сите тие македонски елементи кои што треба да ги содржи тоа оро. Интересен е моментот што тоа касапско оро беше сериозен предизвик за Оркестарот за народна музика при Бугарско национално радио и на покана од нив јас бев поканет да го изведам тоа оро заедно со тој оркестар во 2017 година на еден прекрасен концерт во Софија со еден прекрасен аранжман од господин Димитар Христов. Направи еден одличен аранжман, заедно со тој оркестар го изведивме тоа оро и направивме уште една верзија која што има своја карактеристика, има една своја посебна боја и навистина многу ми е драго што тоа се случи.
еден неврзан разговор со мои пријатели кои што се грижат за би рекол балканската музика воопшто и за целокупниот пат и развој на се она што значи балканска музичка традиција. Добив една покана да учествувам во еден документарен осврт токму на касапското оро, не само јас, туку и неколку други инструменталисти кои што се дел од балканскава музичка традиција. Едноставно сите ние да си кажеме од каде сме го научиле, од каде сме го чуле самото оро, да кажеме од каде конкретно потекнува нашето мислење за развојот на таа тема, за едноставно каде бил нејзиниот извор и некако каде се движела. Па затоа за потребите на тој документарен осврт, да кажам, направивме уште една верзија која што е малку, не малку, туку малку повеќе поразлично од тие претходните верзии кои што ги правевме. Едноставно таа верзија беше направена за чисто да покажеме дека македонската и балканската музичка традиција едноставно може да се вклопува во разноразни жанрови на музика, едноставно тој раскош кој што тие мелодиски линии го имаат, едноставно можат секаде да бидат сместени, замесени во разноразни музички конфигурации од разноразни музички жанрови. Па затоа направивме еден така посовремен, да кажам, израз на оваа тема на касапското оро, чисто наменски направено за едноставно да заокружиме една целина, едно видување како низ годиниве едноставно македонската традиционална музика може да се движи, да патува и да се развива. Благоче Трајковски на еден многу оригинален начин ги обработува и ги зачувува темите кои што ни се дадени, нели, нас на оваа генерација да ги имаме како дел од нас и да ги зачуваме во најдобра можна форма за да ги оставиме за нашите идни генерации, нели. Касапското оро е обработено од многу музичари, од многу автори, од многу аранжери, од многу инструменталисти. И всушност тоа е убавината на нашиот фолклор, што ни дава можност да направиме варијанти на секоја тема, на секое дело. Меѓутоа, нели, целата работа и најголемата работа е во тоа да се направи секогаш подобра варијанта од претходната, нели. Многу е едноставно и лесно да се направи варијанта и да се пресними некое дело, меѓутоа многу е важно како тоа ќе се обработи и како тоа ќе го спакуваме за да, нели, слушателите и идните генерации ќе го слушаат и дали тоа ќе биде правиот начин и дали тоа стварно ќе биде во прилог на тоа дело или можеби едноставно да му наштети. Имаме примери каде што има варијанти од такви фолклорни дела каде што наместо да се направи нешто подобро од претходното се уништува, значи во смисло се менува темата, се менува ритам, се менува во песните, се менуваат текстови, се изфрлаат, се дополнуваат. Меѓутоа на многу невкусен начин. Нашата цел тука е да направиме нешто кое што ќе биде барем на нивото на претходното, а секогаш се трудиме да биде и подобро, нели? И пак ќе кажам, многу е важно како сето тоа ќе се спакува, дали ќе биде тоа на ниво и дали оригиналноста на делото ќе се зачува и само ќе се надогради или може едноставно се да се уништи. Значи, ние тука многу внимаваме на тоа, Благојче многу посветува на тој момент да се задржи оригиналноста на делото, оригиналноста на изведбата, да се користат истите фигури, начини на свирење уште од
многу одамна, нели од оние инструменталисти, наши предци кои што ја дале основата и го дале начинот како е тоа наша македонска изведба, наше македонско изворно фолклорно дело. Тоа беше интересно, со Благојче почнуваме многу проекти, многу и паралелно работиме на многу дела, така да и ова беше таков некој сличен случај, па може би траеше 5-6 години снимањето. Процесот на снимање подразбира, значи доаѓање на групата Фонтана тука во студио, правење феноменална атмосфера, нели, со нив дружбата е секогаш на ниво. Тие се извонредни музичари и секој од нив си дава свој дел и свој печат во делото кое што го снимаме. Сме снимале и песни и ора со нив многу, неколку албуми. Тоа е многу интересната работа кога нели самиот музичар не е само чисто онака машина која што треба, нели, да произведе звуци, тонови, ноти. Тој всушност го креира и аранжманот, го креира и делото на самото место. Значи, многу е важна улогата на инструменталистот во целокупниот процес на снимањето и, нели, финалниот продукт. Така да Фонтана, сега да не ги набројувам момците од групата, многу допринесуваат во стварањето на музиката која што ја работиме. Секој од нив си прави свој дел и свој убав придонес и аранжман на делото кое што го работиме. Во касапското ќе го спомнам бубњарот Озо, поздрав до Озо. Доколку не беше неговата изведба, значи немаше да биде тоа. Или басистот Павле, доколку не беше тој, не велам дека можеби најсовршено го работиме тоа, меѓутоа тој си дава свој дел, свој печат на аудиозаписот. Така да било кој друг да биде, нема да биде истото во финалниот производ. И затоа сум така пресреќен што работаме со извонредни музичари. Исто и Джамбо, значи која доаѓа со трубата, тој ствара негова магија, си прави тука огромен дел во сето тоа. И за Благојче да не кажуваме, значи оригиналноста пак ќе кажам. И тврдокорноста во она што се вели македонски фолклор, македонски стил во музицирањето. Така да многу е интересно и јас уживам едноставно кога ќе работиме, кога снимаме, кога правиме нови записи. Така да само може да кажам би било криво да не сте тука. Од ова последна обработка на Касапското оро успеавме да направиме еден видеозапис кој што ќе остане како документ, како белег на едно време и на едно наше современо третирање и гледање на македонската традиционална музика. Благодарен сум многу на Джамбо Агушев кој што низ изминативе години е некако нераскинлива алка од синџирот кој што јас го креирам како музичар. Многу ми е драго што го имам до себе и што заедно со него остваруваме, документираме музика и оставаме нешто со кое што го одбележуваме ова време. Многу сум благодарен на групата Фонтана, на сите членови кои што исто дадоа еден сериозен придонес во целово ова
ова парче. Ние секогаш кога работиме, секогаш гледаме тоа музичко семејство да биде што поголемо и секогаш имаме желба и со радост, со ќејф покануваме разноразни колеги, гости, инструменталисти кои што даваат свој белег во делото кое што го создаваме. Така и овде ги имаме Илија Филиповски со виолина, Зоран Јагоридовски на конги, Зоран Костадиновски на гитара, така да го проширивме тоа семејство се со цел да создадеме една што попозитивна енергија во целото ова дело. Морам да ги споменам Ангел Ќосев како реализатор на аудио делот на оваа нумера и Бојан Тасетовиќ и Дејан Наумовски кои што се дел од Веста продукција и го создадоа видеото за ова парче музика. Едноставно сум среќен, задоволен што направивме повторно уште еден документ кој што верувам дека ќе остане и долго ќе живее и едноставно ќе биде дел од она што значи бележење на времето во кое што живее. Македонската музика е една непроценлива вредност, едно огромно богатство. Како велат, немој да пееш таму, немој да свириш таму, немој да играш овама, во Македонија ни да пееш, ни да играш, ни да свириш. Тоа е тоа што, значи, таа изрека кажува се за нашата народна музика. Тоа треба да остане и да се продолжи во најмала рака. Сето знаење, сета енергија, сето умење што го имаме во себе, да го насочиме кон тоа да се зачува и да се збогати нормално, да се направи во модерни аранжмани, во најдобро ново руво, за да може и младата популација понатаму да продолжи да ја слуша и да ја ужива народната музика. Да остане оригинална, во смисол мелодијски, ритмички, текстуално за песните, ама да се спакува во нов модерен начин. Тоа е, мислам дека единствениот пат до успехот.